Само што заврши координативниот состанок во Министерството за труд и социјална политика заедно со Пензискиот фонд, заедно со МАПа, со пензиските друштва, на кој што се разгледуваше како тече реформата во пензискиот систем и утврдивме дека апсолутно засега сите трансфери и целиот овој процес оди како што треба. Направена е уплата од страна на друштвата кои што ги враќаат членовите или 11.319 членови од вторите друштва, од вториот столб кон првиот столб, и тоа е завршено успешно. Во процедура е враќањето или префрлувањето на членовите од првиот пензиски столб кон вториот, или оние задоцнети уплати кои што веќе се објавија и се објаснија, и станува збор за 4926 корисници, осигуреници, кои што во најголем дел имаат нула придонес, но задолжително треба да се отвори втора сметка во вторите пензиски друштва. Ќе видите дека разликата помеѓу бројот на членови кои што се префрлуваат од вториот столб кон првиот е поголем заради подобра ликвидност на друштвата, така побараат тие, така да сумата која што ќе се префрли од вториот столб кон првиот ќе биде повисока, додека првите трансфери кои што ќе одат од ПИОМ кон вторите друштва станува збор за помал број осигуреници и за многу помала финансиска сума, но понатаму ќе се намалува бројот на корисници кои што ќе се префрлаат од друштвата кон пензискиот фонд, а ќе се зголемува бројот на трансфери од првиот столб кон друштвата. Со ова може да кажам дека навистина почнува еден содржаен и еден специфичен процес кој што го следиме детално. Очекувам сите да бидат вклучени под еднакви институции и да покажеме дека навистина реформата која што започнавме, која што законски ја регулиравме и во пракса ќе направи стабилизација на пензискиот систем. Многу е важно да знаат сите и сегашни и идни пензионери дека со целото ова кое што го правиме, пензискиот систем станува многу постабилен и многу поодржлив. Дополнително повторно кажувам дека целата оваа постапка и ова законско решение изгледа балансирано и усогласено со сите социјални партнери и токму затоа, иако изгледа дека мали поместувања се прават, сепак во 2019 година се очекува стабилизација или намалување на дупката во ПИОМ за 2 милиарди денари, што е значителна бројка и кој што ќе доведе до едно порамнување на линијата и полека затварање на дупката, кој што на среден рок треба да даде стабилизација, но во наредниот период со анализите треба да видиме и како понатаму ќе ја развиваме целата оваа реформа и до конечно стабилизирање или само одржливост на пензискиот фонд.